На пат за Витлеем. Ако ги исповедаме гревовите свој, Он е верен и праведен, за да не ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Многу парохии нудат света исповед во божитниот пост и посебно пред самиот празник, за да можат верниците да бидат подготвени да ја примат светата тајна причест. Но и секој ден е можност за исповед. Тешко е да размислуваме за нашите гревови и падови, но можеме да бидеме сигурни дека Божјата љубов е многу поголема од нашиот срам. Она што ќе го споделиме со нашиот духовник, со нашиот свештеник, нема да биде споделено надвор од исповедалницата. И да разбереме, нема грев што веќе го немаат слушнато да се исповеда. Откако ќе се покаеме, откако ќе ги признаеме нашите гревови, можеме да започнеме нов живот. Ќе си заминеме од црквата посретни, неоптоварени од опасностите за вечните последици. Сега можеме да уживаме во исчекување на нашиот Спасител Исус Христос, кој доаѓа заради нас да се роди како младенец. Предизвик. Да размислуваме за нашите гревови и да одлучиме да ги исповедаме. Да ја примиме светата тајна исповед. Ако сме го направиле тоа пак, да се заблагодариме за благодатта што сме ја добиле. На пат за Витлеем.